Ме радува што од денешна лекција успеа да изнесе некои битни Вагонерови мисли, иако не го споменуваат повторно по име. Меѓутоа, тезата дека законот нема временско трајање, дека прилогот додека не значи временско трајање, тоа во адвентизмот прв го кажал Вагонер, кога полемизирал со председателот на Генералната конференција Джордж Батлер, кој што пак го застапувал старото учење, дека постојат тие два закона, дека се во Павле зборува за церемонијален закон, кој што почнал од Мојсей, завршил кога дошло семето и така натаму. Значи, тие Павлови мисли, стариот адвентизам не ги разбирал убаво, од чиста паника, затоа што, како што ќе видиме следната сабота, кога апостол Павле ќе каже, а кога дојде верата, значи бевме чувани под стража, законот ни беше воспитувач до Христа, и бевме чувани под стража, значи на законот, додека дојде Христос, а после тоа не сме под законот, како што Павле и на други места кажа, дека не сме под законот, туку сме под благодата. И во паника лесно да помислиме, добро, овде не се работи за моралниот закон, тој е вечен. Не, се работи за моралниот закон, но што значи да не се биде под законот? Што значи законот да биде додаден? Тоа е темата за која што би сакал денес да размислуваме, бидејќи во денешната лекција, поточно одсекот од вторник, авторот исправно кажува дека додаден не значи, како што рече Данило, анекс на Аврамовиот завет. Меѓутоа сега авторот не кажува па што значи додаден. Туку само продолжува и го кажува оно што вие го кажавте, зашто бил додаден законот заради престапите, да биде огледало и така натаму. Вагонер посебно се занимавал со ова додаден и имал развиено една убава студија на таа тема, зашто би сакал да се задржам денес и затоа би сакал да ги прочитам уште еднаш 18-тиот и 19-тиот стих. Ајде, може да почнеме од 17-тиот. Бидејќи таму почнува оваа мисла. Од 17-тиот до 19-тиот стих апостол Павле вели: ова сакам да ви го кажам. Заветот што Бог го даде не може да биде обезвреден од законот. Овој превод вели кој е настанат 430 години подоцна, така што ветувањето да би можело да ја изгуби силата. Зашто ако наследството е добиено по законот, тоа веќе не е според ветувањето. А на Авраам Бог му го дари по ветување. И 19-тиот. Зошто пак е даден законот? Тој е додаден поради престапите, додека не дојде семето на кое се однесува ветувањето и е предаден преку ангели, преку рака на посредник. Јас нема да повторувам оно што веќе го кажавте и што е јасно, што значи тоа поради престапите. Веќе убаво го кажавте. Нема да се задржувам ни на посредникот. Го споменав на кратко 20-тиот стих за време на поуката. Зошто Павле употребува еден глагол законот се додаде или додаден? Што кажа поуката? Еве да прочитаме. Одсекот од вторник. Уште еднаш. Ова интересна мисла. Вториот пасус. Павловото се извинувам. Павле не вели дека законот бил додаден на Божиот завет со Аврам, како некој додаток на тестамент со кој се менува неговата првична волја.
Понатаму, цитирам од пулката, авторот вели, законот постоел долго време пред Синај. Се разбира, не постоел како правен документ, но како морални начала. Тоа ќе зборуваме. Наместо тоа, Павле мисли дека законот му бил објавен на Израел со една сосема поинаква цел. И сега понатаму објаснува, значи, зашто бил додаден законот. Но ние сакаме да објасниме што значи додаден. Вие тоа го споменавте исто така, но би сакал да кажеме нешто повеќе на оваа тема. Ајде да прочитам еден друг стих во Библијата, паралелен на Павловите мисли во ова послание, и ќе завртиме за таа цел во посланието до Римјаните 5 глава, бидејќи тука е запишан еден стих со кој што и многу проповедници имаат проблем. Но е многу убав стих. И кажува една многу убава мисла. Што реков? Римјаните 5 глава реков? Добро. Може 13 и 14 стих. Чи во 12 Павле вели, зато како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта, по таков начин и смртта премина на сите луѓе, преку еден човек, зашто сите сгрешија. И сега внимавате 13 стих. Навистина и порано, уште пред законот. Кој е време ова пред законот? Пред Синај. Значи, законот постои од Синај, како закон. А како пишан. Тоа значи додаден. Ќе објасниме малце повеќе што тоа значи. Навистина и порано уште пред законот имаше грев во светот. Пошто се знаеше дека гревот е грев. Но, сега втори дел стихот, но гревот како таков не може да се прифати кога нема закон. И сега 14 стих. А сепак, смртта царуваше уште од Адам, па се до Мојсей, и над оние што не погрешија според престапот на Адам, тој е пралик на оној што требаше да дојде, значи на Христа, последниот Адам. Да. Да се вратиме малку на 13 стих. И пред законот имаше грев во светот. Фактично, точно. Има еден куп грев во светот. И еден куп племиња, цивилизации, дивјаци, кои никогаш ништо не чуле за законот, ниту за Христа, ниту за Библијата, воопшто. Ниту имале било какво познание за вистинскиот Бог. Живееле во грев, се родиле во грев, умирале во грев. Гревот царувал, употребува тука израз апостол Павле. Гревот царувал. Луѓето можат ли да бидат нешто друго, освен грешници? Гревот царувал. И ние живееме во општество каде што гревот царува. Велите политичарите лажат, сите лажат. Сите крадат, тоа е демократија. Да видиме како беше во теократијата. Ке ни треба многу време за тоа. Сеќавате ли, да не ги бараме тие стихови, немаме ни многу време, во Стариот Завет, на многу места, во Мојсеевите книги, на многу места, Господ му вели на Израел, немој да мислиш дека заради твојата праведност Господ те води во таа добра и убава земја да ја наследиш. Или немој да мислиш дека заради твојата правда Господ ги треби овие другиве
паганскиве народи пред тебе. Со други зборови, немој да мислиш дека ти, Израеле, си заслужен зошто ја наследуваш ова ветена земја. Не ја наследуваш по заслуга. Тоа е исто што го зборува Павле. Павле не се разликува од оно што е кажано во законот. Господ вели во законот преку устата на Мојсей, значи немој да мислиш дека заради твои заслуги, заради твојата праведност, тоа што ти го држиш мојот закон, бидејќи не го држиш, го кршиш, тврдоврат народ си, такви зборови употребува за Израел, нивниот Господ, тврдоврат народ. Заради твоја заслуга не те водам да те населам во убавата земја, во красната земја, тоа значи Ханан на еврејски, красна земја. Туку зошто? Кажува сега зошто. Господ го избавил Израел, уште пред да му даде закон од Египет, Господ веќе го води на пат низ пустината, за да го насели, не чека да види дали Израел ќе го држи законот, па за да го насели. Туку тој веќе го води. Зошто? Самиот Господ кажува. Туку затоа што Господ им се заколна на твоите татковци, на твоите предци, Аврама, Исака и Јакова. На повеќе места се споменува тоа во Мојсеевите книги. Не заради твоја праведност, значи не заради тоа што ти го држиш законот, Господ го ослободил и го повел веќе Израел низ пустината со надприродни сили и чуда, уште пред да му го даде законот. Туку затоа што Господ се заветувал, затоа што Господ му ветил на Аврама. Еве таа Павлова мисла се споменува во законот, во Мојсеевите книги. Не заради твоја заслуга, туку затоа што Господ се заветувал. Господ му се заколна на Аврама, на Исака, на Јакова, дека тоа ќе го направи. Израелците имале проблем да го разберат ова. Оно што Аврам го немал. Ми се допадна една друга мисла од лекцијата. Во оцекот од среда, првиот пасус, вели, Бог немал потреба да му го открива на Аврам својот закон преку грмотевици, молни и смртна казна. Аврам немал потреба да биде сведок на такви призори, на такви сцени, како израелците под Синај. Грмотевици, молни и сето оно што влева страв, толку голем страв, што таму во евреите пишува дека самиот Мојсей треперел и велел се плашам. Божјата слава, откровението на Синај било нешто страшно. Само второто Христово доаѓање можеби ќе биде пострашен призор за грешниците. За мнозинството свет. Освен за избраните. Но на Аврам не му требале такви призори. Зошто? Затоа што Аврам бил верен. Затоа што Аврам имал меко, послушно срце, верно срце. Затоа што Аврам немал потреба од додаден закон. Немал потреба да му се напише на хартија, ниту на камени плочи, нешто значи, од надвор и да му се наметне како закон. Аврам не бил под законот, бидејќи законот не бил нешто напишано на хартија, во службен вестник или на камени плочи, нешто надвор од него, за да му се наметнува како власт над него, како држава, како сила. Туку каде бил Божиот закон запишан?
во неговиот случај. Не бил надвор од него, туку внатре во него, во умот, како што рековте, челниот резен, во срцето негово. Тоа е и новиот завет. Господ го пишува законот внатре во тебе, преку Светиот Дух, и затоа не си под законот, туку си под благодат. Законот не е власт надвор од тебе, која што ти се наметнува над тебе, туку законот е нешто што е во твоето срце. Законот е, во тој случај Вагонер вели, не си под законот, туку си во закон. Тоа е една друга убава мисла. И тука би сакал да споменам, да прочитаме поточно, која е, за разлика од верниот и послушниот Аврам, која била разликата со неговите потомци, на кои што им бил даден закон 430 години подоцна. Секавате, нели, на други места во Второзаконие, например, да не ги бараме сега и тие стихови, Мојсе им вели на израелците, овој завет, мисли на законот на 10 заповеди конкретно, пред да ги изрече 10 заповеди на втората генерација израелци, родени во пустината. Вели, овој завет Господ не го склучи со твоите татковци. Овој завет го склучува со вас, не со вашите татковци. Тоа е оно што го кажавме. На татковците, на Аврам, Исак и Јаков, Господ не им додава закон од надвор. Туку законот бил напишен во нивните срца. Конкретно мислиме на Аврам, изборуваме за Аврам. Да отвориме во 2 Мојсеева 19 глава, или Излез, или Екзодус, зависи каков превод имате во Светото Писмо. После цел месец патување, од една полна месечина до втората, низ пустината, од излегувањето од Египет, преминот преку Црвеното море, цел месец, до полната месечина од вториот месец. Израелците стигнуваат во пустината Син, која што има исто име како и гората Синај, што значи, пустината Син значи месечева пустина во превод, а гората Синај месечева гора или месечева планина. Син бил, името Син бил богот на месечината, значи бил Аллах за старите хананејци. Да. Благодарам. Значи, и затоа биле наречени тие места така. Тогаш Господ им ја дава маната, тогаш им ја открива, им кажува кој ден е сабота, значи со маната, пред, тој уште пред Синај, пред 10 заповеди комплет. Значи прво им зборува за саботата, пред да им зборува за 10 заповеди како комплет. Прво им ја дефинира саботата, календарски, кој ден е сабота, да знаете кој ден. Сега во 19 глава, кој што започнува со овие збори, во првиот ден од третиот месец, значи сега уште половина месец подоцна, во првиот ден од третиот месец, значи тоа е младина, млада месечина, откако излегува синовите израелски од египетската земја, објаснува што значи тоа трет месец, значи од излезот, во ден на млада месечина стигна во Синајската пустина. И сега објаснува, поаѓајќи од Рефидим, дојдоа во Синајската пустина и се улогори Израел таму спроти гората. Сега се под Синај, на подножието на Синајската пустина или пустината Син, како што реков, зависи како вашите библиски географски карти ја нарекуваат, дали Син или Синај и самата пустина, но гората е наречена Синајска гора, тоа е секаде исто.
Значи, Израел се улогори спроти гората, ја гледаат планината пред себе, а се улогорени долу на пустината. И третиот стих вели, и Мојсей се искачи кај Бога. Значи, Мојсей се качи на гората, го напушта кампот израелски, се качува горе на гората, и му се јави Господ велејќи, кажи му на домот Јаковов, и извести ги синовите на Израел. Видите што им вели Господ. Сами видовте што им направив на египјаните и како ве изнесов на крилја орлови, ве прибрав кај себе. И сега петиот стих не интересира. Па сега, ако го слушате гласот мој, а што значеше кај Аврама, Аврам го послуша гласот мој. Ако се сеќаваме од минатата сабота, Битие 26.5. Ако го слушате, тука има едно ако, ама никаде не споменува закони. Вели, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, че споменува гласот мој и заветот мој, ништо друго не споменува. Забележавте? Гласот мој и заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја е целата земја. И шестиот стих, и вие ќе ми бидете царство на свештеници. Ево тој стих што потоа Петар го применува на црквата. Царско свештенство и свет народ. Тоа се зборовите што ќе им ги кажеш на синовите израелски. Че Господ прво настапува од Синај, не им пушта ни громови, ни молни, ниту им наредува закони, не. Господ прво настапува малку слично како што постапува со Авраам. Има еден услов, но ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ако бидете како Авраам, со други зборови. Не споменува закони. Гласот мој, заветот мој. Вагонер се запрашал кој завет? На кој завет мисли Господ кога вели заветот мој, овде во 5 стих? Оне што веќе постоел, единствениот што веќе постоел. Заветот со Аврам. Немало друг завет до тогаш. Имало, немало? Немало. Но потоа Мојсей ќе им рече на израелците при давањето на законот и при повторувањето на 10 заповеди, дека овој завет Господ прави со вас, а не со вашите татковци. Чи? На Синај е склучен друг завет. Не тој што веќе постоел, Аврамовиот. Значи, поуката вели во одсекот од вторник, точно е дека Павле не вели дека законот бил додаден на Божиот завет со Авраам, како некој додаток на тестамент со кој се менува неговата првична волја. Добро, тоа точно не е бил додаден на Аврамовиот завет, како некој анекс или додаток, но бидејќи не е додаден на Аврамовиот завет, бидејќи Аврамовиот завет сам по себе е совршен и не му треба додаток, тогаш се случува нешто друго. Значи, таа мисла сугерира дека Израел под Синај влегол во некој друг завет, што не бил Аврамовиот завет. Како реагираат израелците на овие господови зборови? Што Мојсей им ги пренел. Ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ меѓу сите народи, зашто моја целата земја и ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Тоа се зборовите што ќе ми ги кажеш на синовите израелски. Значи тоа, ништо повеќе. Да се подсетиме како реагираше Аврам, таму Битие 15 глава. Ако не се лажам 6 стих. И Аврам му поверува на Бога. Че прво Аврам му вели, Господе, јас сум без деца,
Еве Елиезер, мојот најверен слуга, дамаштанецот. Еве, тој ќе ми биде наследник, тој ќе го наследни целиот овој имот, целото ова стопанство. Но Господ му вели, не, нема тој да биде наследникот. Туку оно што ќе излезе од твоите бедра. Син што ти ќе го родиш. На стари години, особено за жена му. Сега внимавајте, жена му не поверува, жена му се насмеа. Како да не? Колку луѓе ќе реагираат како Сара? Знаете кога што значи името на Исак, или по еврејски Јицак, се смее. Господ има смисол за хумор. Им рекол детето да го наречат со име, што секогаш ќе ја подсетува мајката после тоа на незиното неверство. Се насмеа. Демек тоа не е можно. Тоа што Господ го ветил. Па дај легни со робинката, па дај ово, дај некој човечко чаре, за да ја исполниме. Некој човечко дело, Стариот Завет, робството. Агара, символ на Стариот Завет, за тоа ќе прочуваме допрва во 4 глава. Дај со некој човечко дело да го задоволам Господа, а Господ не може да се задоволи со нашите човечки дела, бидејќи нашите човечки дела се несовршени, никакви, грешни. Дури кога правиме добро, ретко кога го правиме од вистински побуди, од несебични, од љубов. Туку го правиме дали од самоправедност, дали да се рекламираме, дали... Кој ти знаеш што? Затоа што човечките дела и нашата праведност, како што ќе рече Исаија многу векови подоцна, е нечиста облека. Но Аврам реагираше на тие Господови зборови со вера и му поверува Аврам на Бога и тоа му се засмета за праведност. Тако? А добро да. Не ме интересира сад. Како реагираат сега израелците? Господ рече, тоа се зборовите што ќе ми кажеш на синовите израелски. Потоа Мојсей дојде и ги повика народните старешини и им ги изложи сите овие зборови што му ги заповеда Господ. И се 8 стих. Видите, народот не бил прашан нешто. Народ само требало да биде известен што кажал Господ. Кога Господ рекол на Аврама, кога му рекол, од тебе ќе направам голем народ, ќе бидеш татко и на кралеви, и на цареви, и дури на крај му вели, и сите народи ќе бидат благословени во твоето име. Кој ќе те благослови, тебе ќе биде благословен, кој ќе те проколне, тебе ќе биде проклет и така натаму. Нема поголема чест што некој смртник на оваа земја можел да ја добие директно од Божија уста како Авраам. Авраам ништо не бил прашан, туку само на тие Господови зборови реагирал со вера. Вера што подразбира понизност, послушност, страв Божи, што има сега ја да му одговорам на Бога, што има сега ја да се чаталам. Господ кажал, јас верувам, јас го прифаќам и точка. Но овде гледаме народот, во 8 стих, сиот народ одговори еднодушно. Што одговори? Кој те праша нешто да одговориш? Кој ќе те прашат на референдум нешто, одговарај. Сиот народ одговори еднодушно и рече, се што рекол Господ ќе направиме. Ние ќе направиме. Значи, од тука почнува Стариот Завет.
Стариот завет почива на човечко ветување. Колку пати во историјата, не само на еврејството, во историјата на христијанството се соочуваме со Стариот завет. Колку пати ние го правиме Стариот завет во нашиот живот. Господе, ветувам дека од сега натаму повеќе нема да го направам тоа и тоа. Тоа е многу убаво нешто. Меѓутоа тоа е Стар завет. Или ги учите своите деца да ви ветат. Тоа е убаво нешто. Меѓутоа тоа е Стар завет. Додека се малолетни е добро. Затоа Павле го споредува Стариот завет со малолетство. Па законот ни беше воспитувач и така натаму. Адвентистите 1861 година склучиле завет. И го потребува тој збор. Ние овде собрани како црква го земаме официјално името Адвентисти на седмиот ден и се заветуваме дека ќе ги држиме Божите заповеди и верата Исусова. Така гласи таа формулација со која што е формирана првата конференција во Мичиген 1861 година. И така е формирана нивната деноминација. А 2 години подоцна е формирана Генерална конференција. Сето тоа е Стар завет. Се што почива на наше човечко ветување е Стар завет. Колку и да е тоа убаво, колку и да е тоа добро, колку и да е тоа искрено, сето тоа е Стар завет. Апостол Павле како млад рабин не бил лицемер, бил легалист, но не бил лицемер, бил многу искрен легалист. Тој искрено ревнувал за законот, за татковските обичаи, за Божите одредби во законот и така натаму. И искрено сакал да го задоволи Господа, искрено сакал да го одржи законот, искрено сакал да исполни се оно што Господ заповедал. И се соочил со голем проблем. Особено како млад човек, можам да си замислам, бидејќи јас тоа го доживеав. Јас на тоа поле го запознав Светиот Дух. Апостол Павле, проучувајќи го законот како рабин уште, како евреин, зашто малку зборува во Римјаните 7 глава, за тоа своје искуство, се соочил со фактот дека Божиот закон е такво совршенство, што самиот вели законот е свет, законот е духовен, вели. Особено се соочил со 10-та заповед, која што вели не пожелува, и само таа ја споменува таму. Како да го одржам целиот закон, како да го одржам ова, а и другото ќе го одржам. Се што треба ја да направам. Надворешно. Не пожелувај. Тогаш овој млад еврејски рабин, кој што ревнувал законот, бил искрен, ама старозаветен верник, сватил дека нешто фали, што тој и човечка сила не можат да го пополнат. Сватил дека тој, како грешник, не може да го одржи законот. Колку и да е искрен, колку и да сака. Сватил дека му треба надприродна сила, му треба нешто повеќе, што човек не може да го направи. Човек не може да го постигне. И затоа ќе воскликне триумфално на почетокот од 8 глава во Римјаните. Затоа сега нема никаква осуда за оние кои што се во Исуса Христа, кои што одат или чекорат. Овој вториот дел од стихот е испуштен во многу преводи. Кои што одат или чекорат не по телото, туку по духот, по Светиот Дух. За разлика од Авраам, Израел не ја разбирал светоста, не ја разбирал праведноста Господова, не го разбирал совршенството Господово.
и во својата грешност, самоправедност, тврдовратост, како што Господ ќе ги нарече. Значи, тврдоглави, ние сме тврдоглави. Ако не знаеме да се покаеме, ако постојано и постојано грешиме, ние сме тврдоглави. Зарем тој и таа етикета не би ни одговарала ни нам, денес. Елена Вајд вели дека денес ние ја повторуваме историјата на Стариот Израел, и тоа е случај. Од средината на 19. век до Минеаполис и понатаму целиот 20. век до денес ние ја повторуваме историјата на Стариот Израел. Само денес повторно се наоѓаме на границата со хананската земја. После 1888, како и Стариот Израел, мораше да се вратиме повторно назад во пустината. Пораката беше отфрлена, Евангелието беше отфрлено, вистинското Евангелие. Божиот план за реорганизација на црквата беше отфрлен и мораше да се вратиме назад во пустината. Елена Вајд изјави овој ден, 1903 година, ги кажала тие зборови, Илинденската година. Овој ден е најжалосниот, најтрагичниот ден во мојот живот, затоа што тогаш сватила дека ќе мора да останеме уште многу години во овој свет заради нашата непослушност. И ете, уште повеќе од 100 години поминаа до ден денес. Но денес повторно се наоѓаме на границата на хананската земја. И овој пат е последна шанса. Овој свет не може да му се предвиди некоја иднина, ваков каков што е, да постои уште наредни 100 години, самиот не би можел да обстане. Не знам дали знаете, немаме време да го зборуваме сега тоа, но имаше последно еден податок што слушнав, го прочитав остави, се извинам, прочитав еден податок, денес е толку, го споменав ако се сеќавате на 24. јуни кога зборував за Христовиот пророчки говор, загаденоста на Тихиот, целиот Тихи океан од радиацијата од Фукушима. Неодамна прочитав еден податок во еден грчки вестник на интернет, дека денес океаните се толку загадени што се менува екосистемот на самите животни што живеат во морето. Значи, и таму се споменува некои животни, некои риби, например, кои што имаат осет, кои ќе осетат некоја хемиска состојка во водата, знаат дека тука е во близина опасноста, грабливецот, кој што ја испушта таа состојка, и бегаат. Меѓутоа, сега заради изголемена киселост на океаните, тие риби, наместо, заборев кој вид риби беа, тие риби, наместо да бегаат, тие идат према опасноста, према грабливецот. И вели, направена е симулација компјутерска, како би изгледало 2050, како би изгледало 2100 година, 2100 година нема да има жив свет, сите ќе испоцркаат. Ако се продолжи вака, со ова темпо на менување на екосистемот, на екологијата на планетата. Нема време. Ние сме последните генерации на оваа земја. До кога точно? Не знаеме. Но наше е да го прифатиме Аврамовиот завет. Ако сте Христови, ќе заврши Павле, ќе заврши оваа 3 глава во Галатјаните со тие зборови. Ако сте Христови, тогаш сте чеда Авраамови и според ветувањето што? Наследници. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.